Најнапред би сакале да ви известиме дека ние како компанија постапивме по решението за прекин со работа од страна на инспекторот за животна средина на општина Битола и рудникот не работи веќе од 13 април 2017 година. По однос на денешната пресконференција на советникот од СДСМ Благој Чекотески, најостро го осудуваме неговото ширење на дезинформации и замајување на јавноста со информации кои некој друг му ги напишал, а не се точни. Доколку објавување официјални документи од институции и цитирање членови од закони представува шпекулација, тогаш се прашуваме што представува денешната пресконференција на советникот. Би му препорачале најнапред добро стручно да се подготви и дури потоа да зборува на оваа тема. Исто така би сакале да цитираме и дел од Законот за животна средина. Издавањето на концесија односно дозвола за детални геолошки, хидрогеолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини се издава по претходно мислење, односно согласност на органот надлежен за работи од областа на животна средина. Ова е извадок од Законот за животна средина, член 20 став 4. Согласно ова, ако позитивното мислење од општина Битола не представува никаков фактор за добивање на дозволата за експлоатација на минерална суровина, тогаш како до Остентон се стекна со концесија за експлоатација на минерална суровина од Министерството за економија. Повторно напоменуваме дека Комисијата за животна средина која даде препорака со темпиран датум, ден пред издавањето на интегрираната дозвола, нема никаква законска надлежност ниту пак ингеренција да наложува дали ќе се издаде или не интегрирана дозвола. Подетални информации од нашата компанија ќе бидат истакнати на утрешната пресконференција. Во прилог ви доставуваме и копија од дозволата за експлоатација на минерална суровина во местноста Билбил Камен Битола. Се вели во соопштението од ДОО Стентон Битола.